Пазливост откако обвинителството за гонење организиран криминал и корупција отвори истрага за серија кривични дела поврзани со даночни малверзации. Неофицијално меѓу приведените се голем број вработени на раководни позиции во управата за јавни приходи. Одиме веднаш на терен, Зоран Јаневски го следи овој случај, да го имаме во живо пред Основниот кривичен суд. Зоран, имаме ли некои нови детали, имајќи предвид дека барем до пред пладнево обвинителството баш и не ги споделуваш? Да, нови детали од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција се дека во истрагата која што стартуваше во текот на вчерашниот ден за кривични дела од финансиска природа под истрага се 20 лица. Најголем дел од лицата се вработени во регионалната дирекција на управата за јавни приходи во Скопје. Како што информираа од јавното обвинителство, во текот на вчерашниот ден биле направени локации на 16 локации во државата, при што биле одземени поголем број документи, парични средства, оружје и лажни печати од правни лица, а осомничените лица се обезбедени како што велат од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Според соопштението, прво осомничен е странски државјанин, односно државјанин на Србија, кој е собственик и управител на две правни лица, кои заедно со две службени лица од управата за јавни приходи регионалната дирекција во Скопје во текот на 2023 година формирале група со цел вршење на кривични дела од финансиска природа. Во периодот од 2023 пак до 2025 во групата биле вклучени и други собственици, управители и вработени во правни лица во Скопје и Гевгелија. Со кривичните дела за кои постои сомнеж дека ги извршиле, од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција проценуваат дека предизвикале штета на државниот буџет од 4 милиони и 800 илјади евра. Како што велат од јавното обвинителство, осомничените со прикажување неточни податоци во даночните пријави и со помош од даночни службеници од управата за јавни приходи во периодот од 2023 и 2024 прво осомничениот избегнал плаќање данок во износ од скоро 12 милиони денари. Останатите осомничени собственици и управители на правни лица со лажни пријави побарале, а осомничените вработени им одобриле неосновано враќање данок за нерезидентни правни лица, со што е нанесена штета на буџетот во износ од скоро 32 милиони денари. Дополнително, дел од осомничените во истиот период вршеле трансфери и подигање парични средства со цел прикривање на потекло на парите прибавени со кривични дела во вкупен износ од 91 милион денари, се вели во соопштението од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Досегашните прибрани докази упатуваат дека осомничените вработени кои се дел од регионалната дирекција во Скопје се на високи раководни позиции и со повеќе кратни злоупотреби на службената положба нанеле вкупна штета на буџетот на државата од 162 милиони денари. Од јавното обвинителство велат дека за сите 20 осомничени лица се побарани некакви мерки за обезбедување, па така за 10 се бара одредување притвори. Тие најверојатно во текот на денот ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка овде во Скопскиот кривичен суд. За останатите 10 осомничени лица пак побарани се мерки на предпазливост, како што информираа од Скопскиот кривичен суд. За 9 лица веќе се одредени овие мерки на предпазливост, а како што информираат од јавното обвинителство, 2 од овие лица се опфатени во друга постапка која што се однесува на предметот поврзан со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Мерките за обезбедување кои што ги изрече Скопскиот кривичен суд се одземање на патните исправи, забрана за комуникација со одредени лица и редовно јавување кај одредено лице во судот со кои се докажува дека тие нема да ја напуштат државата. Александар, ова се последните информации од големата полициска акција која што се одвиваше во текот на вчерашниот ден под раководство на јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење
на организиран криминал и корупција во соработка со Министерството за внатрешни работи, при што со истрага се опфатени 20 лица кои според јавното обвинителство го оштетиле буџетот за сума од близу 5 милиони евра, а кривичните дела се од финансиска природа. Да, голем број на обвинети, очигледно ве чека многу работа денеска. Зоран Јаневски остануваш ти пред кривичниот суд. Ке почекаме разврска на овој случај. Беше тоа